По незадоволството на околу 100 сопственици на имот лоциран во пределот Малешево, кој од неодамна е прогласен за заштитено подрачје, владата на последната седница ги повлече спорните одредби. Тоа значи дека користењето на шумскиот потенцијал во наредните 2 години ќе се реализира исто како и пред прогласувањето на пределот за заштитен. Е извршена корекција на спорните одредби од одлуката и на тој начин мислам дека ќе проблемот ќе биде решен за некој ден. Така да, она што беше барање на собствениците со заклучокот на влада, мислам дека ќе биде надминат и ќе може непречено да стопанисуваат со шумите во нивните приватни имоти. Сепак, ова не е она што собствениците на имот го бараат, зашто измените се однесуваат само на шумите и само за период од 2 години. Тоа се однесува само за приватните шуми, додека за останатиот недвижен имот, кои ги имат вклучено и легално го имат вклучено во заштитен предел, а тоа не смеат да го прават. Тоа е свето право, уставно право, меѓународно право, да ни одземат без сознание, без согласност, без најава, без да ни известат, да ги вклучат недвижности, ливади, ниви, овошници и пасишта во заштитен, тоа ние понатаму ќе го тераме тоа. Ова значи дека протест во Берово утре сепак има, зашто собствениците, како што велат, инсистираат на трајно, а не на парцијално и времено решение. За заштитено подрачје од Пета, Малешево беше прогласен во декември минатата година. Вкупната површина на заштитен предел Малешево изнесува околу 11.500 хектари, од кои добар дел се приватен имот.